По повод Светскиот ден на обезност, 4 март, денеска во просториите на Општата болница Куманово е отворен центар за менаџирање на дебелината кој ќе функционира и работи во склоп на Центарот за следење и третман на дијабетес. Денот на дебелината е посветен на подигање на свеста за проблемите поврзани со прекомерната тежина и дебелината. Со отворање на центарот, ние како јавна здравствена установа го прошируваме видот и обемот на услугите кон нашите пациенти, изјави директорот на Општа болница Куманово Сашо Стошевски. Дебелината е хронично заболување кое представува влез на врата за други болести и треба правилно да се лекува, порачува примариус доктор Марија Бајдевска-Спирковска, раководител на одделот за третман и следење на дијабетес. Инаку Институтот за јавно здравје порачува дека е потребен сеопфатен и мултисекторски пристап кон дебелината, од давање приоритет на факторите од животната средина кои влијаат врз дебелината до зајакнување на здравствената заштита за превенција и контрола на дебелината како хронично заболување. 4 март по повод Светскиот ден на обезноста сакаме да информираме кумановската јавност дека и жителите на општина Куманово, Липково, Старо Нагоричино, Кратово, Крива Паланка и Ранковце, дека од денес во ЈЗ Општа болница Куманово ќе започне да работи амбуланта, односно центар за менаџирање со дебелина, кој ќе работи во склоп на оддел за третман и следење на дијабетес. Статистички гледано, милиарда луѓе во светот се соочуваат со проблемот со зголемена телесна тежина. Споредбено со 1990 година, кај возрастна група на население, зголемувањето е двојно, додека кај младите и адолесцентите дури за 4 крат. Според истражување на Институтот за јавно здравје, во Република Македонија 28,4% од населението се соочува со проблем со зголемена телесна тежина. Со отварање на оваа амбуланта, ние како ЈЗ Општа болница Куманово го зголемуваме видот и обемот на услугите што ги нудиме на нашите сограѓани. Дебелината е хронично заболување, тоа е тоа на што ние сакаме да дадеме акцент. Хронично заболување како што болните со други хронични болести, значи крвен притисок покачен, болни со дијабет, болни со невролошки заболувања, сите имаат право да се јават на лекар, да добијат термин, совет и терапија, а болните со дебелина досега немаа каде да се обратат, барем во нашиот регион. Значи таа е пораката што ние ја даваме. Отвараме центар за менаџирање на дебелина, каде што луѓето со дебелина ќе дојдат на закажан преглед од својот матичен лекар и ќе добијат комплетно, значи најпрво преглед и консултација со лекар специјалист, интернист, дијабетолог или ендокринолог по нивен избор. Потоа следи преглед на in-body анализатор на телото. Тоа е еден апарат кој што ни го покажува составот на телото. Значи не е само да застанеме на вага и да кажеме колку имаме кила, многу е важно таа килажа на што отпаѓа. Значи колку се протеини, масти, колку е вода. Овој апарат тоа ни го дава, ни дава препорака колку пациентот од својата тежина треба да намали. Секако пациентот ќе добие и лабораториски анализи и после тој ќе добие совет за исхрана од лекар и од сестрите едукатори во Центарот за дијабет кои што се едуцирани на клиниката за ендокринологија и секако некои пациенти ќе добијат препорака и за медикаментозна терапија, некои пациенти ќе бидат упатени на други специјалности, значи во Општата болница Куманово имаме и кардиолози, гастроентерохепатолози, имаме психолози, ортопеди и по потреба, значи овие пациенти и пулмолози ќе бидат упатени на соодветни специјалности за доиследување. Тоа што сакаме да им дадеме порака на нашите сограѓани е да знаат дека не се сами, дека не треба да се лекуваат на интернет и да слушаат секакви совети од надри лекари, значи достапен им е преглед на кој што ќе добијат правилни препораки за лекување на дебелината. Дебелината ни е едно хронично заболување кој што се карактеризира со таложење на масти во телото и го нарушува значи нормалното физичко и ментално здравје. Секако дека најважно за дебелината е дека представува влезна врата за други болести. Значи најчесто после дебелината следуваат малигните заболувања, како причина дебелината е за малигни заболувања, за дијабет, за покачен крвен притисок, за оштетување на зглобовите и на колената и колковите најмногу страдаат. Значи со лекување на дебелината ние практично го подобруваме целокупното здравје на пациентите. Расте бројот на децата со дебелина, секако тука би требало да ги вклучиме и педиатрите, нели со нив, али главно тоа ќе бидат деца над 10 годишна возраст, каде што веќе почнува терапија, така да во Скопје во овој момент кога ние го отвараме нашиот центар, на детската клиника се отвара и центар за менаџирање на дебелина кај децата, така да нема да ги вратиме тие што ќе дојдат на консултација, но секако постои центар
кој што ќе функционира специјално за нив на детската клиника. Не секој пациент треба да користи медикаментозна терапија, но доколку користи, треба да ја користи под надзор на лекар и сите пациенти кои што треба да примаат терапија, таков совет ќе добијат од дека во Центарот за дијабет. Не им советувам сами да земаат терапија за слабење. Покрај препораките, дури председателот на нашето национално здружение за дебелина, професорот Ирфан Ахмети, и јавно излезе со изјава дека не смеат да се користат, сепак интернетот за жал е тој кој што ги лекува луѓето и тука затоа јавно излегуваме денеска баш на денот на дебелината, за да ја подигнеме свесноста за дебелина и да можеме на пациентите да им пружиме правилна услуга. Значи не сами да се борат и да се снаоѓаат низ лавиринтите, туку да си дојдат кај нас, да се прегледат и да добијат правилна препорака. Само оваа прилика на сите мои колешки, значи докторки, целокупниот медицински персонал, целокупниот помошно-технички персонал, да им го честитам престојниот празник 8 март, значи денот на жената, да бидат сретни, успешни и деновите, значи, да ги поминуваат со радости, секој ден со внимание, не само на овој ден, значи на овој нивен ден, на денот на жената, туку и во текот на целата година да им посветуваме внимание и да бидат успешни во нашата, значи, здравствена дејност, во нашата хумана дејност.